почитуван председател на Националниот совет за евроинтеграции, доктор Венко Филипче, почитуван евроамбасадор, господин и Ваша екселенцијо Михалис Рокас, почитуван вице-премиер за евроинтеграции, доктор Беким Сали, почитувани присутни амбасадори, почитувани пратеници, гости, почитувани медиуми. Се движиме низ турбулентно време, исполнето со брзи промени, колку од системски, толку и од аспект на мокни влијанија. Таквите геостратешки процеси секако дека ги преобликуваат меѓународните односи. Климатските промени се надзират, барајќи итно внимание и неопходна акција. Економиите се затегнати, а енергетските дефицити ја загрозуваат стабилноста на нашите индустрии. Овој период веројатно е најпредизвикувачкиот од последиците после Втората светска војна. Додека одиме напред, мора да разговараме и за проширувањето. Интеграцијата на новите земји членки не е само процес, тоа е и ветување за зајакнување на Унијата во која природно и стратешки припаѓаме. Сложеноста на овој потфат бара не само предвидливост, туку соработка и разбирање. Секоја нација носи своја историја, култура и аспирации. Мора да ги прифатиме овие разлики, а воедно и да го негуваме единството. Нашата нација е богата со историја и култура, но сепак, географски, се наоѓаме на една клучна раскрсница. Нашите млади се полни со таленти и амбиции, и истите заслужуваат повеќе од она што можеме да им го понудиме во изолација. Тие заслужуваат да го сонуваат европскиот сон, сон каде што изобилуваат можностите во образованието, технологијата и иновациите. Кога гледам во очите на нашите ученици, почитувани, гледам надеж. Кога гледам потенцијалот за величина што може да се ослободи само кога ќе се добие вистинската средина за напредување. Затоа, тука мора да се запрашаме, како можеме да обезбедиме таа средина? Како можеме да обезбедиме секој работник, секој наставник и секој занаетчија да има удел во европската иднина и во професионалната средина? Додека се справуваме со сложеноста на нашите идентитети, како и аспирациите, сакам да се подсетиме дека споделуваме заедничка цел. Тоа е обединета Европа која ги почитува и вреднува сите своји членови. Сите се стремиме кон посветла и поинклузивна иднина, а денес исто така неопходно сакам да споменеме дека потребата од забрзување на процесот на пристапување кон Европската Унија за нас на вистина представува стратешки приоритет. Имаме право да се чувствуваме како европејци и целосно да учествуваме во достигнувањата што доаѓаат и со тој идентитет. Тука не станува збор само за политики и прописи, тука станува збор за суштината, а тоа се самите луѓе. Станува збор за нашите државни службеници, нашите пензионери и нашите интелектуалци. Секој што придонесува за ткивото на нашето општество заслужува шанса да биде дел од ова колективно патување. Нашата нација не е дефинирана само по своите граници. Таа е дефинирана од незините луѓе и нивните соништа. Сакаме нашите луѓе да споделуваат со другите во светот. Сакаме нашите студенти да учат заедно со своите врсници низ цела Европа. Сакаме нашите професори да соработуваат во истражувањата кои што можат да променат животи. Секој еден од нас има улога во оваа визија. Не можеме да ги игнорираме исто така и предизвиците што ни предстојат. Постојат и оние кои го доведуваат во прашање нашето право на овој сон. Тие се загрижени за нашиот идентитет и вредностите, но во суштина работат комплетно на поинакви сценарија. Оттаму, за споделување на оваа заедничка визија, повикувам на разум, повикувам на диалог и на сеопшт политички консензус. Има прашања за кои што македонското општество
одамно ги донело своите одлуки и ги искажало своите намери. Од таа причина мораме да се вклучиме во диалог, и тоа диалог што ја почитува нашата историја, а воедно ја признава и нашата желба да бидеме дел од нешто поголемо. Сакаме да ги донесеме и нашите силни страни и да бараме разбирање и поддршка од нашите колеги во Брисел. Како копредседателка на Мешовитиот парламентарен комитет за стабилизација и асоциација со Европската Унија, заедно со моите колеги, тоест во овој случај колешки, од сите парламентарни релевантни политички структури во Македонското собрание, постојано работиме на тој диалог, на соработката и на унапредувањето на истите вредности, представувајќи ја нашата држава на едно повисоко ниво, тоест на светлото онаму каде што треба и да биде представено, а тоа е да бидеме еднакви меѓу еднаквите во Европската Унија. Оттаму, времето е од суштинско значење. Секој ден што поминува е пропуштена можност за нашата иднина. Светот не чека, а не треба и ние. Додека бараме вашата поддршка, сакаме да градиме мостови со сите европски земји. Заедно мора да работиме за да осигуриме дека нашето пристапување резултира со взаемна корист. Нашите споделени европски вредности треба да не обединуваат, а никако да не разделуваат. Сметам дека заедно можеме да се осигураме дека истите овие идеали за кои дискутираме денеска ќе проникнат во секоја дискусија, во секоја одлука што ја донесуваме. Предизвиците со кои се соочуваме се сложени и бараат иновативни решенија. Оттаму ве повикувам секој еден од нас критички да размислуваме за тоа како можеме да се справиме со сите овие прашања, не само во интересот на нашата земја, туку и во целост на целиот континент и целата европска иднина. Оттаму сметам дека соработката е клучна. Нашата посветеност кон Европската Унија е непоколеблива. Затоа треба да ја зајакнеме истата посветеност, да ги зајакнеме врските со земјите членки и да представуваме пример онаков како што секогаш сме биле. Ви благодарам.